Ивона Тодорова од Поддршка за Кочани, гостин во тема на денот. Ивона, денеска се навршува еден месец од трагедијата во Кочани. Верувам, болката нема да исчезне никогаш, но како сега гледате на несреќата? Болката нема да исчезне никогаш. Денеска навистина е еден месец од погребите и сметам дека освен да изразиме сочувство до фамилиите и на сите пријатели, школски другари, соседи што ги загубивме, некако ако може да им порачаме дека никогаш нема да бидат заборавени и се што правиме моментално и се што ќе правиме во иднина ќе биде за нив и посветено на нив. Брзо се мобилизиравте за помош на настраданите. Дали сте задоволни од досегашниот тек на акцијата за поддршка на Кочани? Брзо се мобилизиравме, да, затоа што, како што кажав, тоа беа наши луѓе и ние ја чувствувавме таа потреба дека треба да помогнеме. Задоволни, не знам, ништо не е соодветно во моментов да кажеме, меѓутоа има во Сапорт Кочани голем број на волонтери со преголема желба. Сите наши, да кажам, приватни обврски се ставени на страна и акцентот и фокусот ни е на тоа и јас верувам дека тоа ќе вроди со некој плод. Не секоја следи страницата Сапорт Кочани, е еден апел до граѓаните и до гледачите да може да погледнат што се случува со оваа иницијатива, но колку средства се донирани, како се распределуваат, на кој начин, бидејќи според вашиот сајт прилично се разликуваат донираните средства од лице на лице? Донираните средства се разликуваат од лице на лице затоа што досега Сапорт Кочани навистина нема никаков контакт со пари, со средства. Бидејќи ние само направивме на веб страна каде што беа соберени сметките на родителите, на погодените од трагедијата нормално, нели, на оние кои што ни дозволија и кои што имаа желба да се најдат на таа страна и хуманите граѓани кога ќе го отворат вебсајтот на Сапорт Кочани само можат да ги видат сметките и директно донираат на родителите, така да Сапорт Кочани нема, да кажам, влијание кому на колку би било донирано. Меѓутоа сега регистриравме Сдружение на граѓани со што би имало една заедничка сметка и од некои идни активности што би ги имале, нели средствата би се распределувале равномерно. Добро, имате една мапа интересна, има интереси од македонски граѓани, па и други граѓани од светот за донирање? Апсолутно мораме да бидеме благодарни на диаспората, на одредени држави, добиваме поддршка. Еве апел и до другите држави дека се уште поддршката е потребна. Мапата што ја спомнавте, тоа беше на почетните денови, бидејќи ние навистина не знаевме кој пријател каде ни се наоѓа. И на нели бидејќи беа транспортирани насекаде низ светот и таа мапа служеше како помош да можеме да видиме нели во кој град се наоѓа некој и така полесно да се донира. И да им помогне и на тие што се лечат и нивните семејства. Дали некој од тие што добиле повеќе, условно да кажам повеќе средства, се откажале од тие средства во корист на друг, кому повеќе му требаат? Вака, многу луѓе се јавија и кажаа дека средствата до сега што ги имаат добиено ги препратиле на друг родител. Тие се сите родители во иста мака и навистина си помагаат. Дури ни се јавуваа луѓе и ни велеа тргнете ме сега од страната. Тоа, да се разбереме, не се луѓе кои што имаат соберено доволно донации. Затоа што ништо не е доволно и затоа што ова закрепнување ќе трае многу долго. Сега се појавуваат некои операции на очи. Слушаме за можност за ампутирање на одредени екстремитети и тоа чини навистина многу. Меѓутоа, толкова надеж ни влева што постои толкава солидарност во Кочани и одговорот е да, одредени родители за момент се откажуваат од средствата, ги препраќаат на други родители и така натаму. Затоа имате и нашата поддршка, патем обезбедувате и стручна помош за настраданите. Од она што го видов, личи дека е доволно, меѓутоа дали навистина се доволно пријавени психолози за поддршка и дали има интерес кај повредените, нивните семејства и семејствата на настраданите да добијат таква психолошка поддршка? Да, сме во комуникација со Комора на психолози, навистина се нудат да помогнат, ги има на терен во Кочани. Дури претходната недела и ние, што сме нели членовите на тимот на Сапорт Кочани, имавме една средба со психолози. Да кажам,
не убедија да ја имаме таа средба по мотото дека во авион доколку се случи несреќа мораш прво на себе да ја ставиш маската за дишење за да можеш да помогнеш на другите околу тебе. Исто така нешто што не можам да го исклучам е навистина дека кое дете како ни се враќа во градот, тоа сите се наши другари и навистина најголем дел од нив прво доаѓаат кај нас во канцеларијата, па потоа одат дома. И ние сме првичниот контакт што го имаме со сите што се враќаат од болница, ние сме контактот со родителите и навистина сме изложени на сето тоа. Еве сега да го заокружиме овој дел од разговорот за тоа што беше, нели, како вид активности досега преземавте? Како извинете? Како вид активности досега преземавте, освен што објавивте сметки на страданите да се донира, во смисол на помош од други субјекти, настани, манифестации? Еве, тоа е, да кажам, свеж апдейт на страната, меѓутоа го има. Навистина изразија желба многу локални бизниси, кафичи и така натака, факултети, кои што организираат настани, ние им даваме поддршка со тоа што сега на веб страната имаме секција, каде што ќе можат да се најдат сите изминати настани кои што биле организирани со цел средствата да се донираат за повредените во Кочани, сите кои што во иднина ќе се одржат и така натака, и потоа од тие настани кога ќе се завршат, нели ги донираат средствата преку Сапорт Кочани на повредените. Еве, интересен момент е што вечерва токму се одржува и спортска манифестација, фудбалски надпревар, Вардар Црвена звезда, средствата собрани од билетите одат за настраданите во Кочани. Што се планира следно од Сапорт Кочани? Следно, Сапорт Кочани не е нешто што, да кажам, ќе згасне за брзо време, така да ние си ветивме на самите себе и на нашите пријатели дека нема да дозволиме и ова да биде секое чудо за 3 дена. Така да во Сапорт Кочани се случува органски, се случува во согласност со потребите. Еве, например, сега морам да спомнам нешто што ќе се случува во иднина. Тоа е иницијатива во организација на Домот на културата во Кочани, Бели Мугри. Иницијативата всушност беше првично на локални уметници и од тоа се тргна да сега да се дојде до некој финален продукт на кој што Сапорт Кочани навистина дава огромна поддршка и сме многу благодарни за тоа, а тоа е што на 26 во сабота во Домот на културата во Кочани Бели Мугри ќе се одржи хуманитарна аукција на уметнички дела, од која што сите собрани средства ќе бидат донирани преку Сапорт Кочани на повредените и засегнатите од оваа трагедија. До денес имавме и пријавување од уметници. Најпрво требаше да биде само од локални, потоа се прошири од уметници на национално ниво, навистина имаме и звучни имиња, се собраа над 50 на дела, еве уште еден апел, доколку некој уметник кој што е хуман досега не слушнал за ова, да може да ги исконтактира лицата од Домот на културата Бели Мугри и да земе дел од оваа аукција. Главно слики или други уметнички дела? Што се нудат од уметниците? На вечерта на аукцијата ќе бидат лицитирани само физички дела, нели, уметнички дела, меѓутоа може да се најдат повеќе информации на социјалните мрежи на Сапорт Кочани, да се контактираат одговорните од Домот на културата кои што нели го организираат ова, тие би ги насочиле повеќе бидејќи мислам дека на изложба ќе има и ликовни, книжевни творби и така натака. А може уште да се пријавуваат уметници, еве кој ќе го слушнат овој апел? Може се уште да се пријавуваат уметници и тоа е до идната сабота практично до некој период, значи може тој број на дела да се зголеми, а со тоа и фондот на средства што ќе бидат донирани. Пријавувањето беше до денес, затоа што и пред аукцијата се планира некаде од 23 да има изложба на тие уметнички дела и ликовни творби, и книжевни творби и така натака. Така да пријавувањето е до денес, но еве нека ги контактираат вработените во Домот на културата и сигурно сум дека ќе се дојде до некое решение. Се уште има време. Ова изгледа дека е сериозна организација, освен иницијативата кој се учествува во реализација на еден ваков проект, кај што се многу луѓе засегнати од целата држава. Не сум сигурен дали од странство имате уметници кои што ќе учествуваат за поддршка. Од странство нема, затоа што немавме како логистички да го изведеме тоа искрено, бидејќи нели делата треба да бидат однесени во Домот на културата во Кочани. Меѓутоа, еве јас повикувам оние кои што ќе бидат, да кажам, гости на таа аукција, кои што ќе лицитираат, навистина
ги очекуваме стопанска комора, бизнисмените. Ова е настан од јавен тип, ги очекуваме сите хумани граѓани кои што би сакале да помогнат на погодените од оваа трагедија. Политичари, спортисти и така натака. Веќе сме во комуникација и со федерации, и со многу различни организации, така да навистина се надеваме дека ова ќе биде еден настан кој што ќе има импакт и значење во помошта која што сакаме да ја. Заради уште едно објаснување, лицитирање со физичко присуство или онлайн лицитација ќе има? Лицитирањето ќе биде со физичко присуство. Со физичко присуство, значи еве покана до сите заинтересирани До сите. да дадат придонес. Каков вид на други донаторски манифестации се предвидуваат во следниот период? Пак ќе кажам, има навистина донаторски манифестации. Имаме многу фирми кои што се заинтересирани. Заинтересирани се од диаспората. Еве, сега искрено не знам и дали треба да го спомнам ова, но А1, многу сме им благодарни и веќе најави дека донираат огромен број на средства, логистичка поддршка и се така натака во соработка со Сапорт Кочани, дека ќе правиме младински центар во Кочани, кој што ќе биде помош на сите, нели, на сите кои што бидејќи сите во Кочани се погодени. Нема еден човек кој што не е погоден од оваа трагедија. Така да еве ќе искористам оваа шанса да ги повикам и другите фирми да стапиме во контакт и за се може да се. На вашиот сајт во контекст на тоа прашање, освен спортскиот надпревар, гледам дека има и други културни, па дури и музички манифестации кои што се најавуваат, тие се во координација со вас, што ќе следат во следниот период, а средствата собрани ќе одат за настраданите. Така. Се што е на веб страната на Сапорт Кочани е во координација со нас. Тоа е, пак ќе кажам, ние само даваме поддршка преку тоа што, нели, да кажам... А тоа е на иницијатива на самите автори, изведувачи, клубови и така натаму. Така е, тоа си е на нивна иницијатива, ние им даваме поддршка, бидејќи Сапорт Кочани е направено со една единствена цел и ние нема да дозволиме ништо друго да ни го одвлече вниманието. А тоа е да се соберат што повеќе донации и на сите други можни начини кои што и да не се возможни, ќе ги направиме возможни, е да се помогне на погодените. Рековте дека сте многу мина ангажирани, еве секоја чест и на вашите колеги од иницијативата за активностите и начнавте дека нема да дозволите ова да згасне како иницијатива, што е следната активност, ќе прераснете во некакво здружение кое што континуирано ќе работи на хуманитарни мисии? Па на хуманитарни мисии. Сапорт Кочани навистина не знам како изгледа од страна, меѓутоа работата на терен, да кажам, во Кочани, што ја гледаме и од луѓето кои што ни се поддршка на социјалните мрежи, навистина гледаат некоја надеж во Сапорт Кочани е како да не кажам некој вид на спас, така да ние во ниеден случај нема да се повлечеме, туку ќе работиме, веќе регистриравме граѓанско здружение и ќе работиме на тоа да се дојде до целосно закрепнување и навистина не гледаме некои лимити и граници. Да, добро, тоа може да предизвика и широко општествено влијание за сите идни здруженија, нели, како ќе се насочат во своето делување. Ивона Тодорова од Сапорт Кочани, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител, ви благодарам. Ви благодарам.